Представници на медиумите, почитувани граѓани. Потполно ја разбираме нервозата кај градоначалникот на Штип и ВМРО ДПМНЕ, бидејќи на виделина излезе аматеризмот на ВМРО ДПМНЕ за популистички цели. Корито не се прави со мешалки и лопати без стручен орган. Јавното предпријатие ИСАР не може да изведува мостови, посебно во речно корито, затоа што нема лиценца да го прави тоа, ниту пак има стручен кадар овластен да изведува ваков тип на објекти. Затоа падна мостот, почитувани граѓани. Поради неодговорноста на градоначалникот и власта на ВМРО ДПМНЕ. Го прашуваме Захариев: дали знаете дека го подкопавте мостот кај црквата Свети Никола? Дали знаете дека мостот кај црквата Свети Никола во изминалите 30 на години издржал многу поголеми поплави од оваа, а сега, од неколку часовен порој, се подкопа десниот носечки столб на конструкцијата и се покажа видна деформација на коловозот. Колку ќе чини реконструкцијата на овој мост и кој ќе ја плати оваа штета? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беше во Лакавичкиот регион заедно со граѓаните. Тие не информираа дека Захариев и Груевски им порачале да се качат на околните ридови доколку надојде водата. Тоа се мерките на ВМРО ДПМНЕ. Во наводници, малите штети во Штип се мали само за забеганата власт, која што единствено што знае е да фарба фасади и да прави ефтини шминки во градот. Бидејќи Захариев призна дека браната на река Отиња е решение за проблемите, сакаме да го подсетиме дека во време кога Штип имаше градоначалник од редовите на СДСМ, беше извршена ревизија на главниот проект и подпишан меморандум од сите политички партии за изградба на брана на река Отиња. Но претходникот на Захариев и негов партиски другар го стопираше целиот проект, а не го продолжи ни самиот актуелен градоначалник. Бараме одговорноста за хаваријата во Штип да ја понесат Илчо Захариев и советниците на ВМРО ДПМНЕ. Не од парите на граѓаните, туку тие лично, финансиски да ги надоместат направените штети.